Под мотото «За подобар видик», Општина Кочани ја организираше културно-уметничката манифестација со хуманитарен карактер, а по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Во паркот на Револуцијата се одржа настан со цел да се зголеми видливоста на овие лица, тие да се зближат со заедницата и директно да се вклучат во активностите што се посветени за нив. Во културно-уметничката програма настапија ученици од основните училишта, членови од литературниот клуб Копнеш, а присуствуваа и инклузирани ученици, како и членови од Сдруженија на лица со попреченост. Да не биде само еден ден преку кој ќе се сетиме на потребата да даваме подршка, ќе се сетиме дека постојат луѓе на кои ни треба подршка и постојат документи со кои формално правно ја покриваме нашата работа. Имаме изработена стратегија, имаме социјален план, имаме мапирање на лица со посебни потреби, кое мапирање беше изработено во текот на 2022 година. Ги знаеме нивните потреби и барања, знаеме дека 38 лица се водат како невработени, дека имаме центар за згрижување на деца со вакви потреби. Имаме посебна паралелка во училиштето Малина Попиванова за згрижување на деца со посебни потреби. Имаме 385 лица на 26 години. Знаеме дека 80% од мапираните лица имат потешкоти во делот на загревањето на своите домови. 30% од родителите не се работно ангажирани за да се грижат за своите деца. 40% имат потреба од подршка во домот. Сето тоа го правиме на некој начин, ама секаде помалку. И морам да признам дека е недоволно. Настанот беше збогатен со продажни штандови на Сдруженија на граѓани и ученици. Дидактички и наградни средства за учениците донираше и компанијата Амфенол Технолоджи Македонија. Можам да го изразам моето задоволство дека на со еден мал и символичен подарок можеме да дадеме допринос за лицата со попреченост, да можеме да им го олесниме и разубавиме нивниот живот. Мислам дека овој ден треба да биде само поттик за нашите секојдневни активности, за нашите секојдневни размислувања и акции, дела кои што ќе преземеме за да можеме да животот на тие лица им биде да им биде нормален, да бидат што посрекни со тоа и ние да се чувствуваме среќни. Во рамки на манифестацијата се продава уметнички слики, изработени на ликовните колонии, што во изминатиот период се одржаа во Кочани. Собраните средства ќе бидат наменети за набавка на асистивна технологија за лицата со попреченост. Во завршна фаза влегува повеќемесечната кампања за зајакнување на сообраќајната култура и за подобрување на безбедноста во сообраќајот, а што заеднички ја организираат Општина Кочани, Средното општинско училиште Гошо Викентиев, полициската станица од Кочани и Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Во изминатиот период на најфреквентните сообраќајници во близина на основните училишта и јавните институции, представници од надлежните служби и ученици од сообраќајната струка од Гошо Викентиев им помагаа и им делеа летоци на учесниците во сообраќајот. Во рамки на кампањата се организираше и јавна анкета со граѓаните. На денот на лицата со попреченост продолжуваме со анкетирањето на граѓаните за да видиме каква е фактичката состојба со сообраќајната култура, однесувањето на учесниците во сообраќајот и да ги опфатиме и лицата со попреченост заедно со учениците од сообраќајната струка од Гошо Викентиев. Проектот е во завршна фаза и денес е последното анкетирање кое што ќе го направиме пред да ги објавиме официјалните заклучоци од анкетата и истражувањето што го правиме последните неколку месеци. Лицата со попреченост љубезно им одговараа на учениците кои го реализираа анкетирањето, при што искажаа и дел од проблемите со кои се соочуваат во сообраќајот. Немаме никакви услови да се качим или за инвалидно лице и за здрав човек не може никако да се качи по скалите. Тоа е најголемиот проблем, јас што го гледам се во последно време. Ќе ги молам нашите луѓе, нашата општина да го земат тоа упредвид, дека нашите места кои се обележени и кои имаме услови, треба да ги тие луѓе да имат малку чувство да ги ослободат тие места. Има приложено дека нема потреба они да се паркираат на тие места. Тоа треба
да се земе предвид дека треба да бидат ослободени. Кампањата за зајакнување на сообраќајната култура што ја реализира општина Кочани е дел од општинската програма за сообраќај, како и од локалниот акцијски план за еднакви можности на жените и мажите. Средното општинско училиште Љупчо Сантов ќе реализира активности за санација и уредување на училишниот објект и на спортското игралиште во својот двор. Во тек е постапка за избор на изведувач на градежните работи, кој ќе биде ангажиран на замена на оштетената заштитна мрежа, како и на стативите во игралиштето, потоа вратите, рамките и другата опрема. Исто така ќе се санира, односно ќе се замени оградата на внатрешните скали. Веќе е објавен јавниот повик за избор на изведувач, во кој не е наведена планираната сума за работите што треба да се изведат. Во техничката спецификација е нагласено дека се предвидува да се заменат вкупно 65 рамки со заштитна мрежа на игралиштето, со вкупна површина од околу 340 квадратни метри. Со тоа ќе се обнови заштитниот метален кафес, а ќе се санираат оштетувањата на мрежата, што ја загрозуваат безбедноста на учениците, но и на учесниците на спортските надпревари. Со интервенцијата на внатрешните скали во училишниот објект пак се предвидува да се замени постојната метална ограда во вкупна должина од 62 метри, а на дел од неа да се постави нова со ковани елементи и држач. Рокот за пријавување на заинтересираните трае до 9 декември, а по изборот на најповолната понуда ќе се склучи договор со изведувачот. По воведувањето во работа тој ќе има обврска преземените обврски да ги реализира во рок од 5 дена. При тоа ќе треба да обезбеди и гарантен рок од 2 години за извршените работи. Стручни служби на подрачјето на општина Кочани спроведоа акција за заловување бездомни кучиња. Акцијата се спроведе на повеќе локации каде што беа затекнати животните, како и на локации по претходни барања од жители на општина Кочани. Заловувањето го реализираше ветеринарната клиника Иновет од Куманово врз основа на претходно склучен договор за услуги со комуналното претпријатие Водовод. По заловувањето на животните ќе се изврши вакцинација со вакцини што се предвидени според законот и правилникот за благосостојба на кучиња и тие ќе бидат кастрирани. Општина Кочани апелира до граѓаните, своите домашни миленици да ги шетаат со заштитна маска и согласно законот за јавна чистота. При тоа со себе да носат кеси и да ги собираат фекалните остатоци што милениците ги оставаат на јавните површини. Исто така од општината повикуваат сопствениците на животните одговорно да се грижат и да не ги оставаат без нивен надзор. По завршувањето на есенскиот дел во првенството на третата фудбалска лига, остануваат да се доиграат последните неколку кола во првенствата на втората лига во машка и првата лига во женска фудбалска конкуренција. В недела, фудбалските второлигаши ќе го одиграат 14-тото коло, во кое Виничка Слога 1934 ќе гостува против екипата на Охрид Ликнидос. Со оглед на играта во изминатите 10 кола, гостите од Виница ќе имаат тешка задача да постигнат поволен резултат. Охригјани сезонава играат солидно, а во моментот се на 6-та позиција на табелата со освоени 22 бода. За разлика од нив, Слога со само 2 победи и 4 нерешени средби има 10 бода и е на самото дно. По минатонеделното реми на домашен терен со Аресими, за Слога и освоен бод во Охрид ќе помогне да се подобри позицијата во однос на конкурентот Пехчево Скопје. Средбата против Охрид Ликнидос Слога ќе ја одигра в сабота со почеток од 13 часот. Во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција пак викендов ќе се игра 10-тото коло, во кое ЖФК Кочани ќе гостува во Струмица на средба со Тиверија. Струмичанки се на третата позиција на табелата и зад првопласираниот Љуботен заостануваат 6 бода. За разлика од нив пак, нашите фудбалерки цела сезона играат слабо, а по минатонеделниот катастрофален пораз на домашен терен од Каменица Саса, изгледите да направат какво било изненадување се сосема минимални. Средбата во Струмица се игра в сабота со почеток од 10 часот.